Донесоа сега еден полуумерен од маратонов, двајца го носат уште група 6-7 души зад него, мешано друштво. Овој голем човек. Блед крпа, полуумер. Мислиш, уште 5 минути живот му останал, го се, не сега додека го седнува, туку уште блед, знаеш. Овој се кара со нив. Зошто не ме оставивте? Може да издржам уште некој километар. Какај да издржиш, човече, патна, човече, се изгуби. Море тоа кога паднал се удрил во некој тротар, тука одран цел од страна. И тука нормално се да ти други се глупо е да снимаш, нема везе, не смееш да снимаш така овако. И тоа да и за има и други што се тука од маратонов што би. И што му е, знаете како е Скопје, град на солидарноста, сите, што му е, овој на апарат. И што, па ете така, давај, гладен, не јадел са бајле, тргнал да трча гладен, 9-10 километри, му паднал шекерот, колапс. Гладен, чекај, една вика исто, ја урамец имам еден сендвич, сура една, слаба. Вика, ја имам сендвич еден овако. И тоа ја го вади сендвичов. Луѓе, у сендвичов имаше поише месото, сувомесното од месара Поповски. Вика, ја не можев да го изедам. Што да изеде? И се викам, она Хук не може да го изеде, не. Слабо едната. И му го даде сендвичот, тој почна прво споро да го јаде, нели, пошто полуумерен. Споро, изгледа малце му се качи шекерот после кризалака, го гледам, го јаде кој да не видел, море тука седе, види му прават сокчиња, му носат ово, она, и кога зарумене у таа лицето. Кога почна да каже, она, се спремав, не успеав да истрчам. Вамо, да. Еден опседнат, што да ви кажам, не се, сега тука близко, си гласно разговарам. Ете ги доаѓаат уште две цури на истата маса, ме сам споја масата, така нема. Со две кучиња, маратонци кучињава, облечени кој за маратон. Си викам, овие кучињава знаеле дека трчаат маратон, дека се надпреваруваат. Мислам, дали биле свесни дека се трча за прва награда. Не знам сега дали кучињава у маратонот влегува у конкуренција, дали има башка категорија, или трча со сите останати учесници. И си реков, добра, еве, има нели голема веројатност кучева да победи. Особено ако е тоа Кане Корсо, како се вика, или овие. Викам сега кучињава, ако победат, што им даваат прва награда, што е? Вреќа онакви, како се викаат оние, вие ги знаете, оние ко батачиња мали кучешки со малце мерце на нив кучињава што ги обожаваат да ги јадат. Викам, вреќа такви сигурно прва награда. О, Боже, викам, мислам, секоја чест си трчаат луѓе, маратонот скопски е, нели, веќе прераснува полека. И ќе прерасне со тек на време, една традиција, дај Боже да прерасне. Али, брате, мислам дека нормално, ако се што е убав тренд, а убаво е маратон да стане тренд, мода, ама како обичај се што ќе стане тренд, рачунете дека станува и овака добра подлога за пациенти. Леле, мајко, се ми извинете што се заебавам, али ние што порано сме трчале многу и превише сме трчале, не знае зашто, без што сме тренирале нешто, некако сме оттрчале со тек на време. Се не можеш да не натраш да потрчаме ни 50 метра. Што од време на време мислам дека е тоа поздраво, пошто има нешто мазохистичко тоа дугачкото трчање. Значи ова ви го кажува човек да не мислите дека се спрдам, значи ни се случувало да изтрчаме на тренинги по 20-25 километри комотно.
особено кога смиделе нешто на припреми на времето и така натаму, кога имаш 3 тренинзи на ден. Добро, не се сите со трчање, обично сабајлешниот бил, па после уште еден имаш овака на терен, вечерта нешто друго, ќе се смисли и така дале. Значи, у принцип е фино, али вака кога ги гледам, овие тука што седеат, некој стана, некој уште седат, викам, ова е расадник на пореметени, брат. Мислам, супер, стварно е мода и стварно поште, морам да кажам, али има многу што не има местото тamo, но добро, подобро што викаме на маратон отколку на дрога. И мислам дека тоа треба да биде едно од мотата, слоганите на маратонот во иднина. Подобро на маратон отколку на дрога. Ми се свиѓа, сега ми текнува, знаете ли. Ајде, не ве тупам од Сабајле многу. И пазете, пред да трчате маратон, барем доручкувајте на Сабајле. Да не ви се сложи. Ајде, чао.